Дозволете ми во моje име, во име на Владата на Република Северна Македонија, да ви посакам топло добре дојде и успешна работа на првиот состанок од Берлинскиот процес под заедничко председателство на Северна Македонија и Бугарија покрај околностите кои што сите нас не обкружуваат. Убеден сум дека вчера и денес на заедничките сесии на Think Tank форумот се постигна апдейт на најважните прашања од интерес на процесот, како што се владењето на правото, безбедносните и хибридните закани, како и предизвиците во врска со најновиот развој на мигрантската криза. Состанокот на министри за надворешни работи на земите од Западен Балкан и на земите од Европската Унија, кои што се дел од Берлинскиот процес, уште еднаш ја потврдува цврстата определба ова иницијатива да му ги даде стратешките фундаменти на заврзување на процесот за постигнувањето на европските стандарди и да го забрза процесот на интеграција на земите од регионот на Европската Унија. Берлинскиот процес ни даде нам, на политичките лидери на земите од Западен Балкан, можности за поддршка на суштински и длабоки внатрешни реформи и заемна соработка во неколку главни области. Агендата за млади е еден од најреалните резултати на Берлинскиот процес до сега. Регионалната канцеларија за младинска соработка РИКО придонесе за вклучување на граѓанските организации со цел зголемување на транспарентност и отчетност на целокупниот Берлински процес. Агендата за поврзување зазема централно место во рамките на Берлинскиот процес, а се однесува на унапредувањето на инфраструктурата на земите од Западен Балкан. Агендата има за цел поврзување на земите од регионот со европската транспортна инфраструктура преку бројни инвестиции во транспортни и енергетски проекти. Тука се разбира и регионалната економска област, која офаќа 4 сфери за економска соработка на земите од Западен Балкан: трговија и инвестиции, мобилност и признавање на квалификации и дигиталната економија. Сепак, земите од регионот покажа и само иницијатива која потврди дека можеме да направиме и во повеќе за нашата заедничка соработка. Како пример можам да ја посочам иницијативата за зајакната регионална соработка која беше иницирана од страна на Србија, Албанија и Северна Македонија. Во суштина на оваа иницијатива лежи нашиот заеднички интерес за остварување и за исполнување на 4 слободи на Европската Унија во Западен Балкан, за слободно движење на луѓе, производи, услуги и капитал во нашиот заеднички регион. Ние сме отворени за сите иницијативи кои одат во насока да ја зајакнат регионалната соработка и што го забрзуваат процесот на интеграција во Европската Унија на сите земји на Западен Балкан. Ова е автентичен процес за кој веднаш повикавме да се приклучат сите земји, односно другите земји од регионот на Западен Балкан. Почитувани дами и господа, на тие основи, на 4 слободи на Европската Унија во Западен Балкан е изградена и платформата за добри меѓусоседски односи, што ја договоривме во Лондон во јули 2018 година, непосредно откако Република Северна Македонија го потпиша договорот од Преспа, со кој се реши 3-децениското отворено прашање со нашиот сосед Грција. Тогаш во Лондон се договоривме да ги решиме сите отворени билатерални прашања во дух на добрососедство и заедничка заложба за европска интеграција, да се заложиме за надминување на пречките од минатото и лидерите од регионот да бидат пример за решавање на отворените билатерални прашања, да се воздржиме од злоупотреба на отворени прашања за блокирање или потикнување на другите да го блокираат напредокот на соседите на нивниот пат за пристапување кон Европската Унија. Република Северна Македонија ги исполни сите заложби од декларацијата од Лондон во 2018 година. Ова го истакнувам затоа што заедно со сите реформи што ги спроведе земјата во изминатите 3 години, нашата земја е на прагот да биде следна држава од регионот која ќе ги започне преговорите за членство во Европската Унија. Во меѓувреме пристигна и мини извештајот на Европската комисија, која уште еднаш во рапортот констатираше заеднички напредок во остварување на законски реформи и во нивното
спроведување и по 11 пат препорача почеток на преговори. Одлуката за започнување преговори е неопходна како признание и валоризација на значителниот напредок постигнат во изминатите 3 години. Тоа ќе ја потврди политичката зрелост на земјата и на вложениот капитал во европската перспектива. Тоа е важно и за граѓаните, за нивната доверба во вредностите и принципите на Европската Унија и конечно за нивно вклучување и придонес во процесот како експерти, интелектуалци, професионални во секоја област на преговорите. Неопходно е сите земји членки да разберат дека сите натамошни одложувања и дополнителни услови дадени на процесот се еднакви на драгоцено изгубено време во однос на реформите за Европската Унија за целиот регион. Прифаќањето на новата методологија и усвојувањето на одлуките за пристапување без натамошно одложување сега во март може да им обезбеди на сите нас сценарио за успех. Успех и на Северна Македонија, успех и на Европската Унија. Дозволете ми да завршам велејќи дека планот на Европската Унија за регионот треба да биде повеќе не одложувајте. Методологијата беше важна и ви дава нова контрола врз процесот. Преговорите за пристап се покажаа како сила што влече. Промените треба да се направат сега во март и треба да се испрати позитивен сигнал, да не се пропушти можноста да го потврдиме патот за стабилен и просперитетен регион во следната деценија. Крајно време е за тоа и ние да напредуваме и вие да се вратите својата улога на Балканот и својот кредибилитет. А јас можам да ве уверам во името на владата на Република Северна Македонија дека таквата одлука нема да биде изневерена, напротив, ќе бидеме уште помотивирани да продолжиме напред по европскиот пат. Благодарам.